Како може таква една контрадикторност кај таткото на историјата? А кога ни зборува за пелазгите, вика, јас тоа го наведов овдека, нели? Грците, вика, биле мал и слаб народ. Откако ги асимилирале варварите, а пред се пелазгите, тие станале голем и силен народ. Кога сака да ни каже за јазикот на пелазгите, вика, они зборувале на варварски јазик. Не знае прво на кој јазик, а после неколку пасоса се сетил, па прави откритие, нели? Пелазгите, вика, зборувале на варварски јазик, а под варвари претежно ги подразбирале македонци. Значи имаме маса ние такви податоци со кои што треба да излеземе. Тоа се аргументи. И нема зашто да ги криеме. Тоа можеме да ги најдеме кај сите филозофи, да речеме викат Ератостен, најголемиот научник во Александрија. Вика бил грк, ама името кажува нешто друго. Тој што е радосен, тој е Ератостен. Затоа што е вика радост. А сега ние викам радост. Значи тој што е радосен, тој е Ератостен. Гркот нема објаснување за такви. И маса такви, значи ги има суилјадници, нема родост. Вика, тоа е од родач. Не е точно. Тоа е од рода. Тоа е керка. Значи тоа што знае да раѓа. Кога тоа би требало да биде на грчки, би требало да биде генис. На генис. А не да роди. Да роди може македонка, може секоја славјанка, нели, словенка или славјанка. Кога му припаѓа на родот на словените. А тој извитоперен јазик, нели, што го извртиле со разните додатоци, кои јас го нареков еден од најстарите есперанта, тој најстариот есперант. Они викале дека нивниот јазик не може да се спореди со ниеден друг јазик. И досега секаде во лингвистиката фигурира дека они се засебни. И наводно они ја описмениле цела Европа. Сега гледаме дека не е така. Зошто? Затоа што сите корени на тој така наречен киниглоса и на тој така наречен димотикиглоса и на тој така наречен кафареуса кој го терале со сила и на крај морале да донесат закон и да го отфрлат затоа што народот не го прифатил. Значи тој јавен јазик кој ден денес е во Грција, најмалку 50% има македонски корени. А тоа лингвистите најдобро можат да ни го докажат со една прецизна, да кажам, математичка, аналитичка, нели, методологија, кај што не може 1 плюс 1 може да биде 2. 1 множено на 1 може да биде 1, 1 делено на 1 може да биде 1. Меѓутоа, ако биде 4 множено на 4, ќе биде 16. А 4 делено на 4 ќе биде 1. Значи, во таа прецизна математичка анализа, што е прават лингвистите, тука не може да има грешка. И колку што одат они подалеку, нели, колку што сака да се испроектира подлабоко во историјата, толку им станува се помагловита нивната етимологија. Не само на грци. Тоа важи и за римјаните, затоа што римјаните де факто ја превзеле дел не од грците, од македонците. Они ја окупираат македонската империја. Не ја окупираат они грчката империја. И јас имав прилика, нели, сега го промовирале тој проект за историјата на културата на македонскиот народ. Бидејќи не бев поканет, прочитав во весник и отидов во Македонската академија на науки. И слушам сега, зборуваат за хеленизам, зборуваат за се и се што. Мене овака, бидејќи не ми звучише тоа многу добро, нели, нема логика, станав на едноставно, отидов до микрофонот и викам, ни госпоза, ни другари, ни туку луѓе. Хеленизам во историјата не постои. Хеленизмот е резултат на историјата на уметноста. Зошто? Ако од Рим имаме Римска империја, ако од Визан имаме Византиска империја, ако од турците имаме Турска империја и сите тие создавале некоја своја
култура, со сите оние премиси што ги имат од претходниците, тогаш, бидејќи македонците создале најголемо царство во древноста, нели, не може резултатот од поделбата на македонското царство да биде хеленизмот. Зошто? Затоа што хелените биле поробени од македонци. Затоа што Филип е хегемон. Затоа што Александар е хегемон над грците. Според тоа културата, финансиите, научниот кадар, проектите кои се реализирале, тие 100 градови, од кои што 72 или 74 спомна професор, го имат името Александар, кај што околу 1 милион луѓе биле иселени, вика, од Македонија, али Македонија треба да го подразбираме цел Балкан. Зошто? Затоа што Македонската империја била од Јадран до Црно море, од Дунав па долу до Крит. Ако првиот, да го наречиме морнар, нели, односно шеф на морнарицата, тој е критјанин, ама расти во дворот на Филип Македонски, заедно со Александар. Според тоа, сите тие работи кои грците сега ги извитоперуваат и не разделуваат, затоа што не они сега, уште римјаните не разделиле, не ни давале да комуницираме. И сега кога некој ќе рече тој е критјанин, тоа без друго вика дека тој е грк. Почекайте, ама нема гркот етимологија за Крит, како што рече и професорот. Тоа се таму кај што се криеле боговите. А ние можеме сето тоа да го поврземе и со досега, да кажеме, најстарите списи. Тоа се кодификацијата на ведите и предветскиот народ. Предветскиот народ можеме овдека да го наоѓеме. И затоа и коренот вед го разработува професорот. А тие се кодифицирани 2700 наводно години пред наша ера, 1500 години пред наша ера. Во древномакедонската митологија ние имаме доказ дека и пред Александар Македонски македонците стигнале до Индија. А тоа не е никој друг, туку синот на Егеј. А синот на Егеј е крал на Атина. Тој се викал Мед. Не се мисли на оно мед за јадење, туку се мисли на оно мед, кај што е бакар. А сите ние знаеме кога е бакарното време. Па доаѓа бронзата, па доаѓа железото. Значи се работи за едно митолошко време кое може да оди некаде около 3-3,5 години пред наша ера, па некаде тука до 2,5 години пред наша ера, што значи се работи за време кога, затоа што децата таму стои, вика, откако освоил повеќе земји, Медника го оставил своето тело на патот, во походот за освојување на Индија. Други прашања? Нема. Благодарам за присуството и за исцрпното излагање и промоција на книгата на господинот професор доктор Ташко Белчев од страна на Васи Лиго. Нормално има таму доста од книгите кои сака може по популарни цени да ги земе, да ги проучи, да ги прочита. Уште еднаш благодарам на гостите и благодарам на вашето присуство. Поздравам се, гости. Хубаво. Ево ми беше што бевте присутни и јас се извинувам што бев многу дол, али мислам дека максимално. Душичката Книгата заслужува. Да раскажеме и за 5 и за 10 минути. Не, целта, сигурно, сама работа. Мислам дека книгата заслужува поголема и внимание. повеќе заслужува. Така не беше ни гледа момент досетно да речем. Првите две книги мислам дека ги има во библиотеката на Сдруженијето и затоа професорот беше
беше толку љубезен со посвета, двете книги сега да ги даде исто така за таа библиотека и се надевам дека ние полека таа библиотека ќе збогатуваме, како со да речеме сега и овој реферат што го имам, ќе